Значи ќе појдеме во Teams овдека. Значи ќе го отворам. Добар ден, Тимот. Ајде да проверам први дали имаме некој да пуштиме. Го префалам на другиот монитор. Значи тамасне, добре. Значи вака. Ќе го отворам Тимот во делот на Assignments. Стефан пише. Тој успеав да го видам. Значи не зборувам за други. Тоа го видов и беше многу добро напишано. Ајде да најдеме 605 каде е. 2.1, еве го 605. Еве проектната задача, една пишува дека е вратена, изјави не сум видел, има уште две нови. Ана го отворила, исто како Маја, забележувате, ама Стефан, бидејќи ни го врати, молам. Еве го од Стефан. Добро, сега еве да завршиме пред. Еве сликата што ја напишал Стефан. Видите? Сега ќе се обидам да ја зголемам, ако можам. Значи не можам да ја зголемам сега за сега, нека стои како што да не му го отворам. Значи ова беше сликата со игралиштето, тој го наместил во GeoGebra, како што ви учев и си го напишал. Совршено добро. Сега. Како што плавев. Денес, како што ви ветив минатиот час, денес ќе се обидиме да пресметаме плоштина на тоа тука, на игралиштето. Јас ги имам сликите. Значи, ова ќе ви го прекинам споделувањето и ќе го отвориме OneNote и наставниче, повели Душо. кога ќе имаме час? Знам дека имате англиски, после ќе завршиме побрзо. Ќе имам во предвид 15 минути пред да завршите, пред да почнете часот, ќе ви дам пауза да се спремите, од имате англиски. Знам, тест да не правите. Не, наставниче само час. Ни објаснувате. Добро, готово. Значи, добро, не е битно. Значи, ќе имам во предвид дека така ќе правите, па затоа нема да имате. Значи, вака сега. Еве сега ќе ви го отворам документот. То ќе го работиме сега тука. Вака ја гледате, така? Значи, денеска ќе треба да определиме, тоест да процениме површина. Сега, ќе определиме површина на тоа што го правевме вчера првин, значи ова што е лево, а потоа ќе се обидиме да пресметаме негова на игралиштето што беше за домашно. А потоа ќе може да го правите вие за било што. Сега. Бидејќи, меѓу другото, целта на часот е да научите и да користите технологијата за нешто практично. Јас сега ќе ви покажам како тоа може да го направите многу поинтересно. Еве вака се. Значи, ќе го отворам Teams и сега ќе го прекинам ова што го споделуваме и ќе ви споделам пребарувач. Михаел ми се чини вчера спомна нешто во врска со ова и дека може. Што гледате вие сега, гледате игралиштето, двете слики, така? Вака се. Сега не треба да ги гледате тие, треба да гледате нешто друго. Да видам кај е тоа што треба да го гледате. Не знам зашто, ама треба да го гледате пребарувачот, кај што јас ќе отворам. Еве го. Значи сега гледате Microsoft Edge пребарувачот на кој што јас сега ќе отворам. Ќе пишам Google Maps и ќе отвориме мапата на Google. Може да пишете Google Earth, по географија што го користите, било што, молам. Не ги додадов, ќе ги додадам после да го најдам тоа што ми треба. Значи, кликнувате на ова опцијето, ова се податоци некои што се отвораат. Ако кликнете на ова десно што е, како мета, тоа ќе открие вашата локација на интернет каде што се наоѓате. Да провериме првен. Еве, ажурирајте и ќе побара, зависи од интернетот. Сега го пребарува и ќе однеси на местото. Еве вака. Значи ова точката што свети е местото кај што се наоѓате. Значи сега дома. Се. Бидејќи требаше да го пресметаме делот кај училиштето. Видете сега. Многу го зголеми, сега ќе го намала малку. Еве вака. Сега бидејќи овдека нема да можеме, видете сега. Сега. Во овој дел, видите, кој ќе кликнете со десното копче на глувчето,
имаме мерење на оддалеченост. Значи, сега ќе кликнеме од ова место до ова место овдека и оддалеченоста дали ја гледате колку? Колку е? 122 метри. И 0,3 метри. Сега внимавајте. Сега првин тука ќе поработиме. Значи, ова ни е доволно за да го направиме тоа. Сега, бидејќи ова го имаме тука. Јас сега ќе направам скриншот овдека на компјутер. На оваа, со се податок за должина. Еве вака. И оваа слика, сега јас ќе ви ја наместам. Во OneNote. Молам, устари во GeoGebra ќе наместам. Повели? Да, го напиша, јас мене го запишав. За училиштето должина 80 метри, а ширина е 35 метри, а за база должина е 280 метри и ширина е 130. А како определи уствари? Беше измери? За дестинација на Ливко, за дестинацијата како имаше метри. Ја го надам на сателитската да видам дока е парко, од кај почнува до кај завршува. Сега гледај, јас овдека ви покажав да не се мачите. Кога ќе отворите картата, само со десен клик и мерите оддалеченост. Значи, од едното место кај што кликнав до другото место кај што кликнав, ни даде растојанието од според размерот, што е, значи може да бил помал кај тебе размерот, значи а у суштари независно од размерот растојанието мора да е исто. Значи испаѓа 122,03. Сега видите. Сега ќе го прекинам ова споделување и ќе ви покажам GeoGebra. Само да го најдам. Еве вака. Еве го прозорецот во GeoGebra, го гледате сега, така? Ете така. Сега во овој прозорец во GeoGebra, јас ќе ја метнам сликата. Го гледате тоа како го бирам. Сега имавме Б Конески, ја снимив сликата. Да ја најдам кај беше. А можно и да не ја снимив. Се е можно. Игралиште во точила, лого. Они се сите слики што ги користевме. Еве Б Конески. Поред. Еве сликата. Сега бидејќи ми е матно многу, ќе префолам на другиот монитор, за да ја гледате вие подобро. Сега, молам? 110 метри е ширина на парко. Еве, добро, ќе провериме после точно така. Значи, според тие твои димензии што ги направи, пресметај плоштина, слично како што ќе направиме сега ние денес тука. Значи, внимавајте сега што е целта. Целта ни е денес да пресметаме, да го најдеме размерот. Значи, колкав е размерот во кој што е нацртана картата што ја видовте во Google Earth, на Google Maps. Сега. Значи, ако овие точки сега знаете како правевме тоа, избиравме опцијата за точки и ја кликнуваме првата точка. Еве овдека и ќе кликнеме на оваа точка на крајот. Чи тоа се отсечките C и D. Така. Сега, ќе изберам алатката во GeoGebra, која што ќе ни го измери растојанието. И ќе го измерам растојанието CD. Сега, растојанието CD ни го даде дека е 12,33 мм. Дали ви јасно сега? Сега, оваа слика што е тука. Јас уште еднаш ќе ја копирам за да ви покажам после, за да можам да пишувам. Ќе се вратиме после на оваа слика. Значи сега, ќе ви го прекинам споделувањето, ова овдека, и ќе појдеме во делот каде што можеме да пишуваме, а тоа е во OneNote. Значи, да го најдеме, еве го делот во OneNote, сега ќе отвориме нов лист и ќе можеме да пишуваме. Еве ја сликата. Опа, не е ова. Не е ова, не знам зашто сликата не излезе. Ајде да направиме уште еднаш. Значи, целта денес да видиме, да ја процениме, прво да го определиме размерот во кој што е направена сликата, а потоа задачата ќе биде да определиме зошто вака. Не знам што е работата. Еве слика.
На друго место сум ја снимал. Значи, јадиме во Insert, во Picture, From File, значи бираме од каде, еве ќе изберам од Desktop, вели, Ништо не ме слушам и не гледам. па значи имаш некаков проблем со интернетот. Ајде вака се. Значи, еве го гледате сега во OneNote тоа што го напишав, за да можеме да пишуваме. Значи, учевме сега Барвин, онлайн беше тоа. Исто така учевте и по географија. Учевте по географија за размер. Значи, размерот го бележиме со R и тој на карта е, например, 1 спрема 50.000. Молам? А дали само ти или некој друг има проблем? Сите слушат, се гледат. О, све незе, не знам што е незе некојаш, секогаш не е нешто не во ред. Значи вака се. Ајде да го најдеме овој размер сега. И се внимавајте. Првата димензија беше на скица. Тоа ни е овојцата штука. А втората големина беше природна големина. Значи колку е тоа во природата. Сега видете. Растојанието CD, тоа ќе го гледаме што го имаме на цртежот. Кај нас на цртежот, значи на скицата, е 12,33 cm. А истото во природна големина е 122,03 метри. Дали ми е јасно до сега? Да. Сега. Да. Главна задача, кога правевме размер, беше да определиме како ќе биде размерот запишан, но да го направиме тоа, треба двете мерни единици да бидат запишани во исто. За таа цел, ќе се вратам на сликата сега, да ги повториме мерните единици за должина. Учевме скала. Метар, дециметар, центиметар, милиметар. Ова се помалите мерки. Декаметар, хектометар и километар беа нели поголемите. Сега, мерката ни беше 122,03 метри. Како ве учев? Значи, ево овдека ќе запишем уште еднаш. Значи, ова сега не е повторување. Вие дома ќе треба да го направите тоа. Од запирката десно се помалите мерни единици, значи запирката ја ставате кај метри. Значи, помали се 0 и 3, а поголеми се една по една. Двојка, двојка и 1. Сега, бидејќи имаме запирки овдека, треба да претвориме во милиметри, ќе треба да допишеме 0. Или па во километри, не е битно. Тоа значи дека големината од 122,03 метри, кажете ми колку е претворена во милиметри. Читајте ја скалата, како беше тоа? Колку е милиметри? 122.030. Така, 122.030 милиметри. Ајде сега да претвориме цртежот, големината на цртежот, во милиметри. Значи, како што ви кажував, запирката ја ставате кај мерната единица што ви е дадена, значи кај центиметри. Тука. Десно од запирката се двете тројки кои што треба видат во помалите мерни единици. Тројката тука, тројката за уште една помала мерна единица, што сега неаме. А двојката и кецот кај поголемите. Значи двојка тука, кец тука. Сега, веќе треба да работиме во милиметри. 112,33 центиметри. Колку ќе дојде во милиметри? 123,3 милиметри. Тоа значи дека сега двете мерни единици ги претворивме во исто. Ќе направиме вака. Скица, природа, природна големина. Наставниче? Молам душо?
Може малце нагоре нешто да прочитам? Ајде, уште доволно е? Не уште малце. Ајде. Доволно е. Ајде се годиме. Значи на скица. Нашата димензија беше 123,3 милиметри, а во природна големина истата димензија беше, еве колку, 122.030 милиметри. Бидејќи правиме размер. Во размерот, бидејќи делењето, мислам, двете точки ни значеа делење, размерот ќе го напишеме така што првиот број, овдека, ќе го поделиме со вториот број. И така ќе се скратат мерните единици. Па ќе добиеме следното. 123,3, еве ќе ги пишеме мерните единици, а долу имаме 122.030 милиметри. Милиметрите се кратат, значи размерот е од облик 123,3 врз 122.030. Сега, за ова ќе зборуваме нешто покасно в година. Овој размер не е класичниот размер по географија, што го имате, например, 1 врз 10.000. Ама еве имам едно прашање за вас. Што мислите? Еве ќе го обојам и со жолто. Значи, ова што е обоено со жолто е размерот што го имате на карта по историја, по географија, по било што. Сега, ми треба идеја како горниот размер да го запишеме како долниот. Што мислите ви? Како би постапиле размерот што го добивме на нашиот цртеж да го напишеме како во географска карта? Ми треба идеја. Како мислите? Ајде да почекаме една минута, па после аз ќе ви кажам. Значи, гледајте, што треба да направите со броевите? Внимајте, не мора да добиете цела бројка долу, суштината и главниот дел е како да добиете кец во броите. А при тоа дропката да не ја расипите, ти учевме дропки. Значи, броителот и именителот не треба да се променат, значи треба да добиеме еднаква дропка, ама таа што ќе ја добиеме треба да има броител кец. Затоа учевме, ама бројките се малку незгодни, ама ќе користиме калкулатор, не е страшно. Јас ќе отворам калкулатор и ќе го прикажам кој ќе треба да пресметуваме. Значи, внимавајте, затоа е многу интересно математиката, да видите каде она што го учевме можеме да го примениме. Значи, учевме дропки. Еве, јас ќе ви ја запишам сега дропката. Значи, не учевме забадила. 123,3 е броителот, а именителот е 122.030. Треба да направиме дропка, што е еквивалентна на почетната, ама така што таа има броител 1. Како тоа ќе го направиме? Значи, како овој броител ќе го направиме да биде кец? На кој начин? Делиме со 123,3. Па така, ведечки. Тоа делење што значеше? Што ќе и правиме на првата дропка ние уствари? Ќе ја скратите. Дропката не мора да ја кратите секогаш со број, обичен. Ние така учиме, затоа што така ни е полесно. Но во природата не се бројките така едноставни. Значи, дропката првобитна ќе ја кратиме со 123,3. Кој ќе го поделиме 123,3 со 123,3 ќе добиеме кец. А овој дел, еве сега ќе ви го покажам калкулаторот, го гледате? Зашто го све? Ако не го гледате калкулаторот, јас ќе ви пресметам сега за вас. Повели? Слободно. Еве подели. 120.030. 122.000 сгрешив јас. Значи грешно напишав. Значи имаме вака.
Да го избришиме ова. Значи 120 и 2030 ќе го оп. Има некој кај вас калкулатор? Ги пишав бројките, не можеме да ги коригираме. Ајде, колку ќе дојде? Пресметувај колку ќе дојде. 120 и 2030 ќе делиме со 123.3. Еве го колку дојде. Значи дојде 9, ми се скри дигитронот, го префрлам на другиот монитор, 989,699. Сега. 989,699. Ете така, таман. Сега. Добро, бидејќи сакаме да работиме со бројка што е приближна како таа од картите. Сега ми треба. На што ќе треба да го заокружите именителот, значи на последната дробка, значи тоа е овој број, за да добиеме број што личи како на картите. Пишем, заокружуваме на што? Значи, еве го бројот уште еднаш ќе го пишам. 989,699 и така натаму. На што треба да го заокружиме да биде цел број? На единици, десетки, стотки, десетинки, на што? Сега, ако го заокружиме на единици, колку ќе биде? Ајде, баш ме интересира. Ако го заокружиме на единици? 990. Ова е на единици. Ајде да видиме на десетки колку ќе биде. 90. Значи ова е на десетки. А ако заокружиме на стотки? Па 1000. Значи ова е на стотки. Тоа значи дека ако го заокружиме именителот на стотки, размерот ќе дојде приближно 1 врз колку? 1000. Значи, цртежот што го имавме на почетокот е направен во размер 1:1000. Значи, тоа е одлична проценка на она што го работе. Сега, знаејќи го овој размер, дека е 1:1000, ќе треба да го пресметаме периметарот и плоштината на ова што го гледате тука. Сега, периметарот го определивме вчера, значи да го запишам на страната и ќе ми треба мене размерот. Значи имаме уште 13 минути, завршуваме со часот и после имате друг час. Сега, ова го прекинувам со споделување. Ќе отворам GeoGebra за да ги најдеме димензиите. Еве вака, еве GeoGebra. Таа гледате сега вие. Јас ќе ги изберам периметарот од околу. И после, димензиите што ќе ги напишам тука, ќе ги препишите вие и ќе имате за задача да го определите периметарот на цртежот, но и во вистинска големина. Значи, еве сабирам точки и бирам точка во овој дел, во овој дел, во овој дел тука, во овој дел. Овде кај ова ќе дојде самата. Значи, мериме растојание од D до E. Еве го растојанието, вие запишувајте колкото и ќе ви треба. E до F, од F до G, од G до H и од H до C. Значи, сега ќе тргнам настрана и ќе се обидам заедно со вас да ги тргнам бројките, за да ги гледаме убаво и да ги запишеме. Значи, запишете ги страните, за да го пресметаме периметарот. Значи, ќе одиме со ред. CD отсечката знаеме колку е. Тоа е 12,33. D е страната на овој многоаголник е 6,88. Сликата застана, не правам ништо сега. Наставниче, кочите во зборувањето.
Тоа може, тоа е некој проблем кај мене изгледа со интернетот. Како и овие 2 дена. Затоа ви терав нешто покасно, ти немам интернет, не знам што се случува деновиве. ЕФ, значи, е 1,48, ФГ е 0,83, КХ е 10,28 и ХЦ тоа е 5,9. Дали ви јасно? Сега, јас оваа слика што е направена, чекате да проверам нешто. Само да видам дали можам оваа слика да ја направам да биде некако сликава да ја направам да биде по позадина. За да можем да пишуваме врз незе. Еве ја така, одлично. Направив малку побледа за да ги гледаме квадратите, за да можеме да го процениме. Вака да се гледаат квадратчињата позади ми треба. Ова сакам да го најдам. Сега ќе ја селектирам сликата. Се гледаат димензиите, но се гледаат и квадратчињата. Оти ќе пресметуваме плоштина со помош на броење на квадрати. И тоа ни е целта. Мола? Доколку ни е часот? Уште 11 минути. Ала. Значи сега, вие ја гледате GeoGebra, сега ќе ја прекинам GeoGebra и ќе ви го пуштам OneNote документот на кој што работевме претходно. Ја имавме едната страна, го најдовме размерот. Наставниче? Мола? Пак истиот документ. Мола? Повели Душо? Наставниче, не разбираш што с другото е толку бачите. Толку многу, еве сега ќе пробам да се префалам. Можно е. Сега ќе направиме. Еве вака. Сега 2 секунди само да ја зголемам сликава за да биде подобра. Дај ќе се префалам на мобилен, ама мобилниот интернет не е тоа што требаше да биде. Сега моментално се префрлам на мобилен интернет, 2 секунди може да се исклучи интернетот, значи бидете тука, знаете како оди веќе. Еве се поврзувам одма. Ама и тој не е во ред, значи сега може да се случи да кочи. Значи, еве сега се префрлив на мобилен интернет, имајте во предвид дека и сега може да кочи. Значи, дали ја гледате сега сликата што ви ја споделив? Ајде вака сега. Дали сега е се во ред со сликата што уствари се не гледате ништо? Вака се. Дали сега гледате што ви споделив? Да. Ете така. Значи сега, го имам истиот цртеж претходно, но сега имам и позадина се гледаат квадрачињата. Така? Сега. Прво да видиме периметарот. Ајде, што значи периметар на еден четириаголник да пресметаме? Че во случајот се бележеше со L. Како ќе пресметаме периметар на овој четириаголник и јас што го направив со точки? Што треба да најдеме? Најдиме колку се големи страните. Збирот од должините на страните. Ете така. Значи пишиме страната CD плюс страната DE плюс страната EF плюс страната FG плюс GH плюс HC.
Значи, за да го најдеме периметрот, ќе ги собериме сите страни. Еве ги имаме тука. Значи, 12,33. Ќе собираме со 6,88. Плюс. Ајде вака. За попрактично ти нема место овде. Кај ќе ги пишуваме едно по друго. За полесно да ги собериме. 1,48. 0,83. 10,28 и 5,9. Односно 5,90. Сега треба само да ги соберите и тоа ќе дојде периметар. Се. Сакам да ви покажам, бидејќи имате OneNote сите. Видите колку е многу лесно сега да го користите OneNote како калкулатор. Внимавајте се. Ги пишувам бројките што се дадени и наместо запирка го кај нас пишувам точка. Како што пишувате на Digitron. Значи ги внесуваме сите броеви што ги гледаме. Еве вака. И сега, OneNote го користиме како калкулатор. Пишувате еднакво и притискам само spacebar и автоматски ќе ни ги собери. Че ако не верувате, проверете. 37,70. Значи, толку е периметарот на училиштето Блаже Коневски, значи на оградата, на периферијата. Мола? Епа да, запирка 7, нели нулата може да се испушти. Значи ова е центиметри. Сега. Ама ова е на скицата. Сега како беше? Скица спрема природна големина. На скицата е 37,7 центиметри во милиметри. Колку е тоа? 377. Така, значи ако на скицата е 377 милиметри, треба да најдеме колкава е природната големина во милиметри, но ако знаеме дека 1 милиметар на цртежот одговара на 1000 милиметри во природна големина. Па како ќе најдеме колкава е обиколката на училиштето во природна големина? Што треба да направиме? 377 по 1000. Така. По 1000. Значи тоа ќе дојде 377 и трите нули. Ама внимавајте, веќе пишам 377 и 3 нули. Милиметри. Сега, надвор многу ретко користиме милиметри. Ајде сега да ја претвориме во нешто друго. За таа цел ќе користиме скалата. Милиметар поголема е центиметар, наредна е дециметар, уште поголема е метар. А декаметар, а хектометар и на крајот е километар. И сега пополнуваме. Една нула, втора нула, трета нула. 7, 7, 3. Сега, ме интересира колкава е обиколката на училиштето во километри. Колку ќе даде? Значи, оваа димензија претворена во километри. Наставниче? Молам? 0,377 Така, значи, километри. така, што претвораме во километри? Како ве учев? Во табелата ја пишувате запирката после мерната единица што ви треба. Бидејќи немаме бројка напред, е нула, и само се ги препишуваме бројките. Овие нулите нема потреба. Значи, добиваме дека на 377 милиметри на скицата одговара, Наставниче? молам, Колку минути е часот? па рачунај до 15 имам уште 7 километри. Или колку е тоа во метри? Ајде. Значи на 377 милиметри одговараат бази метри 77. Да, 377 метри. Значи,
За училиштето по ограда да го оградиме како што треба, според размерот што ни е тука прикажан, треба да имаме 377 метри. Дали ви јасното? Сега, кога сме веќе тука? Да. За да направиме плоштина, имаме уште 6 минути. Да ве подсетам првин следно. Скалата ќе пишеме за должина првин. Километар, хектометар, декаметар, метар, дециметар, центиметар, милиметар. Ова е мерни единици, нели, за должина. А кога пресметуваме површина, што беше, нели, должина, помножено по ширина. Дека имаме две димензии. Што правевме тогаш со скалата? Дали се сеќавате? Прво полугодие. Значи, секој од овие скали што се напишани беа за една димензија, за должина. А сега за површината, освен должина, имаме и ширина. Тоа значи, постапуваме на следниот начин. Милиметарот ќе биде за должина и уште една скала која што нема име ќе биде за ширина. Наредно имаме центиметар, што е за должина и уште една скала за ширина. Наредно дециметар, што е за должина и уште една скала за ширина. Потоа е метар за должина и уште една скала за ширина. Потоа е декаметар, должина и истото за ширина, а хектометар за должина и ширина и на крајот е километар. И се извинувам, овдека се квадратни веќе мерките, затоа што веќе зборуваме за површина, затоа што двете, значи овај дел овдека, за да не пишуваме, овај ќе биде милиметар, по милиметар, всушност ќе ни дадат милиметар квадратен. А наместо да пишуваме во двете милиметри, на едната мерна единица пишуваме квадрат. Учевме прво полугодие дека во секоја класа, разгледувано како колони, можевте да запишите само по една цифра. Истото се случува и кај површина, но тогаш во класата за милиметри квадратни може да имате две цифри. Че може да ви се случи да имате број што е 48 центиметри квадратни. Тоа значи 48 ќе е број што се добива кога центиметарот ќе се помножи со центиметарот. Значи, оваа бројка е добиена како производ на два броеви изразени во центиметри. За таа цел имаме еден број за должина првото поле, друг број во второто поле. Повели? Завршуваме. Да, Душо, кој ќе завршиме, гледам 3:12. Знам, гледам колку треба и гледам дека ќе завршите. Значи, ова ни се скалите за мерните единици. Сега, кај Стефан што ја прати домашната, GeoGebra го имаше пресметано површината. Тоа сега вие, место да ја користите GeoGebra, користете го тоа дека едно квадратче на цртежов, еве вака, ова овдека што го бојам, е 1 центиметар квадратен, значи што должината е центиметар и ширината е центиметар. И користете го следното правило. Правиме сега ние проценка. Доколку имате целосно квадратче во фигурата, го броите него. Ако ова овдека, например, ова е квадратче овдека, ова што го гледате овдека, вака намерно ќе го нацртам. Ова е целото квадратче. Но нас ни е фатено дали ова што е овдека обоено е повеќе од половина или помалку од половина. Овој дел. Наставите? Значи прашувам ова што го обоив, дали е повеќе од половина или помалку половина од целиот квадрат? Молам. Може 2 минути веројатно. Ама излези, ти реков од преѓеска, излези слободно. Спреми се за часот по англиски. Значи прашувам, дали ова што го обоив овдека
е повеќе од половина, еве ќе го избришам. Целиот квадрат е овдека, овој овдека. Целиот квадрат е овдека, еве го. Прашањето ми беше дали квадратот што е од површината, овој дел овдека, ова што е црвено, е повеќе од половина од целиот или помалку од половина? Повеќе. Значи, ова ќе го сметате за цел центиметар квадратен. А дали ова овдека ќе го сметате за цел? Или половина? Или помалку од половина? Па помалку. Тогаш, вие треба да направите проценка. Затоа велам, прво ги броите колку се цели. Еве, 1, 2, 3, 4, 5. Видете, ова веќе заминува. 6, 7, 8, 9, 10. Прво ги броите целите. 11, 12, 13, 14, 15, 16, веќе завршив, 17, 18, 19, 20. Вака ги броите целите. А потоа, од тие што остануваат, броите половинки. И ги додавате на број и правите, повторувам, проценка на површината во центиметри квадратни. А потоа, користејќи го истиот размер, направете проценка во метри квадратни. Но за тоа, бидејќи имате сега други обврски, ќе зборуваме идниот час, но пред да го направиме тоа, ќе поработиме со мерките за површина и претворање помеѓу нив. Дали ви јасно? Значи, вие задачата што ја имавте за домашна во проектот, пробајте да го направите, да го додадите ова што ние го направивме денес. Значи, во GeoGebra, во Google Earth, со десен клик измерете го растојанието. Или пак, појдете, сами измерете. Одете од точка до точка и направете проценка. Ние сега учиме да правиме проценка. Дали ви јасно? Големината зависи од зумот. Колку повеќе зумирате, толку се зголемува димензијата што е прикажана и размерот. Дали ви јасно? Епа, толку за денес. Одморете се, имајте убав викенд. Се гледаме, слушаме понеделник. До гледање, дечки. До гледање. До гледање.